K15! Синоча, само што го бе избањал мачорот, кучето го нарани и легнуиме со госпожата, телефонот звоне. Бабата. Абе, сете цел град лафе, многу виски си пиел. Не е бате бела ракија че пија. Не е Цацковиче тие што беше, што клечеше наму на два камења на конопичките скрки. Успешноста на бизнисот зависна со тоа како ти сече бойлерот. Некој на еден пишка му продаду за 1000 марки. Како? Како де? Му даду бишката, он ми даде 2 кокошки од по 500 марки, книговодствено се затвори ми готово. Аз зборував стварно градот, многу лафат. Сигурно и ти си чул. Вакве, накве, воа праe, ноа праe, махинаци, мучки, скалмуци. Чулам ли нешто на чулот, ја врзан со Чиро, со Бранко, со Сторе вамо. И демек не е Цацко тие шо беше, но и шо Муабет цело време саде виски пиел. Пијам. Сакам да кажам, човек треба да биде концентриран, да има една јасна визија што треба да работи. Мислам вака да планира. Јас имам тоа, сето ми е уште сега испланирано како треба да работите. Сега, например, убаво ми вика тука анкета, че има бензинска криза. Фино, лепо. Чим има бензинска криза, значи човеци нема да возат коли. Че возат точаци, ако не возат коли. А чим че возат точаци, јас телефонот, ало, мамки и брачета, дајте ми, порачте ми, донесте ми вакво 2 шлепера, штипки за 10 ногавици. И тоа оде джоало. Зошо оде джоало? Ефтини купувам, скапо и продавам. Ша завртиш работа, бизнес оде. Ама за тоа треба бойлер. Сега, компензациите се после да приказва. Компензациите треба да знаеш и повреш, работите и компензираш кај што треба. Ја произведувам плитари. Вие у Скопје керпичи ги викат. Имам 5-6 души джупци, они го работят тоа. Што правя сега? Зимам плитарите, ги носам у Албанија. Од албанците зимам млеко. Млекото го носам, го прачам у галичник. Галичани ми прават сирење. Сирењето го зимам и го пакувам као полупроизвод заедно со... Ја мувла доста вако подромот од тоа глинта што фаќа и као полупроизвод ги носам у Кореја. Корејците одма так, тоа цело го пакуват, го носат у Швајцарија. Од швајцарците зимам осмичка мутрчиња и барам на компјутерот. Так. Загледај во компјутерот. Маре, тоа осмичката мутрчиња, кај ги даваме ни? Добро. Осмичката мутрчиња ги даваме у Кина, кинејците ни дават орез, ги пакуиме у вречи големи малетки од 3 кило од кило. Орезот го носам у Румунија, од румунците зимам лим и железо, железото го давам после у Русија го носам, од русите зимам тенкови и топови направени, готови убави, му ги носам вамо на србите ги зимат, а за тенковите ми дават пакети убаво спакувано, старија лишта вао Црвен крст што збират од хуманитарна помош, ја лишти му дам туа на џупците, они радосни, без пари ми работат. И после Цацко пиел виски. Пијам. Ами треба да ти текне, треба да ти работи бойлерот. Него, ти си многу бистро дете. Ти да дојдеш у понеделник, те гледам јас јава како ме пратиш цело време, да дојдеш у понеделник у 8 сат, ќе свршиме работа и ќе работиме заедно. Ајде. Ало, Маре. Слушай, отиде ли бе? У понеделник ако ме бара некој... Не су тук, К15!